Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност, најнапред сакам да искажам мојата поддршка во врска со носењето на нова законско решение, затоа што покрај тоа што истото беше во изборните програми и на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата предводена од СДСМ, сепак добро е да во една атмосфера заедно со консензус гласаме решение во кое што ќе им помогнеме на сите граѓани кои што имаат проблем и со правдата и со судовите, бидејќи мој став е дека не секогаш на суд се оди да докажете некоја вина или невиност, судот практично представува и една своевидна сатисфакција морална дека онакво што сте го постапиле или не сте го постапиле во општеството било исправно, независно кој ги носел претходните закони, која собрание ги гласало, а кој министер ги предлагал. Сметам дека такви огромни суми не се фер према граѓаните, не соодветствуваат на платата која што ја земаат граѓаните и жалосно е кога луѓе кои што се посиромашни, а ако ќе ги видите вака судските такси, богами и добро ситуирани луѓе, често пати не одат на суд и велат тоа е нека помине, да не се замарам по судове, да не плаќам такси. Значи тоа го поддржувам. Она кое што се јавив за збор се неколку работи. Првата работа е на самата комисија се договоривме со министерот да ни испрати во собранието кои ќе бидат финансиските импликации на овој закон, бидејќи нели судовите се финансираат со овие парични средства и како собрание имаме право да знаеме колку ќе бидат точно импликациите финансиски, бидејќи треба да научиме дека како институции мора да се почитуваме меѓусебно, ако сакаме да не почитуваат и граѓаните, така што вие како извршна власт имате обврска да кога нешто ќе ветите и тоа ви е законска должност да не известите кои ќе бидат импликациите и од кои средства ќе скратите за овдека да има во судовите. Тоа е прво. Второ, се договоривме со министерот и тоа сакам да информирам и јавноста и вас, колеги пратеници. Одлично е тоа што од 48.000 денари се спушта казата на 6.000 денари. Правдата ќе биде поддостапна, но тоа го информирав и министерот, тој не беше запознат. Е фактот дека Основен суд Скопје 1 има донесено правилник кој што не знам дали е согласно закон, каде што доколку некој е обвинет за определено дело и нели обвинителството е тоа кое што поднесува докази во пишана форма, доколку вие како странка која што е обвинета и сакате да ги добиете тие докази по кои што ве обвинува обвинителството во судот, тогаш треба да платите 80 денари по лист. Значи, ако имате обвинение, пример, на 200 листа, тогаш треба да платите повеќе од 2500 евра, само за да го добиете тој доказен материјал кој што е против вас, што ќе да спремите соодветна одбрана. Ова го кажувам од аспект што овој закон го носиме заеднички и власт и опозиција и не сакам да се протолкува никаде во јавноста и ки обичните граѓани кои што практично би се израдувале дека се намалуваат тие трошоци, а да останат скриените трошоци кои што се ги имаат донесено самите судови, кои што, како што споменав, не знам дали се согласно закон. Значи, повторувам, не може да намалиме 600-700 евра од една страна, од друга страна големите трошкови кои што се во јадници евра да останат и апелирам до правда, до второто читање да ги имам информациите, информација број 1 колку ќе чини ова, од каде ќе бидат тие пари и информација број 2 што е со Основен суд Скопје и со овие 80 денари доказан материјал по страна. Ви благодарам. Сонја Мираковска, реплика.